Македонско-бугарските преговори и договори не смеат повеќе да бидат тајни. Ова е клучен документ за Македонија и владата не смее да брза да го потпише, алармираат експерти, правници, познавачи на Европската унија и историчари со кои разговараше А1. Неколку организации во чии фокус е Европа и незините политики денес се огласија преку соопштение во кое велат дека решението за македонскиот јазик не е чисто. Историските теми остануваат на маса, а аргументите сега или никогаш земи или остави едноставно не се оправдани. Првиот човек на Институтот за демократија, кој важи за експерт за овие теми, вели македонскиот јазик воопшто го нема во предлогот за кој владата вели дека треба да се прифати. Со сегашните формулации во предлог преговарачката рамка не можеме да кажеме дека јазикот е загарантиран. Не е затоа што официјалните јазици се признаваат и стануваат дел од комуникацијата на институции со земјата кандидат или идната земја членка, кога би станале членка, нели? Во поглавје 34 кое што допрва доаѓа, сега не е отворено, уште помал се затворено, а за и првата и втората фаза Бугарија повторно треба да даде согласност за истата. Имајќи предвид дека забелешката на Бугарија околу нашиот јазик се прифати во изјавата на Европската унија и станува дел од седмиот пакет на преговарачката рамка, тоа станува услов понатаму, односно можност, основа понатаму Бугарија да го проблематизира јазикот во поглавје 34. Она што исто така е важно, дека потпишувањето на договорот со Frontex на македонски јазик воопшто не е гаранција дека поради тоа што овде Бугарија признала македонски јазик и потпишала таков документ, нема понатаму да го блокира да ги блокира преговорите во поглавје 34 и утврдување на македонскиот јазик како официјален. Значи, ако сакаме гаранција, во предлог преговарачката рамка треба да стои дека официјален јазик е македонскиот и дека во поглавје 34 идниот јазик на Европската унија, на еден од идните официјални јазици ќе биде македонскиот јазик. И тука имаме целосно чиста ситуација. Вака, покрај сите други проблеми на предлогот, она што за нас е најважно, зашто треба да имаме недвосмислени, безусловни гаранции, не е постигнато и треба да инсистираме тоа така да стои. Во спротивно, не може да кажеме дека јазикот е чист. Што се еве накратко очекувате од владата да направи, зошто овој предлог за вас е неприфатлив ваков како што е, освен ова со јазикот? Владата треба во најмала рака да го одложи прифаќањето на овој предлог и да воспостави широки, темелни и суштински консултации кои што не се водат и кои што ќе се водат во разумен рок, не во рок од неколку дена. Во тие консултации овие забелешки треба да бидат изнесени како наши позиции и да бидат вградени во иден евентуален прифатлив предлог за нашата земја. Документ кој што е еден од најважните документи о историјата на нашата земја од независност до сега, да биде усвоен без широк консензус на општеството, а очигледно дека доминантното расположение е против ваквиот предлог, наспроти изјавите на меѓународните партнери, нели, и на неколку партии, не смее да помине без ваквиот предлог, не смее да помине без општеството да застане зад него. Ризиците по стабилноста, по европската агенда во земјата, мотивот за европеизација и реформи се огромни. Тие ќе бидат целосно зрушени во идниот период на престој на преговори со Европската унија. Не смееме да си дозволиме такво нешто. Ние можеме да речеме дека може да се откажеме ако тоа не ни одговара, ако преговорите ни одговараат и станаат малтретирање. Можеме да кажеме дека никој не може да ни го одземе самото чувство на идентитет, нели, и само идентификација. Меѓутоа, суштината е дека процесот како таков ќе малтретира, ќе дефокусира со популизам и национализам, ќе направи потенцијално незадоволство, тензии кои што веќе се случуваат во македонскиот етникум и така натаму, и нема никаков ефект да постигне нити од аспект на стабилизација на регионот во очи на украинската војна, нити од аспект на реформи и демократизација. Морам да ве прашам, ова сега се сервира како сега или никогаш земи или остави од страна на владата, дека немаме каде, сега или никогаш, како вие гледате тоа, дали е сега или никогаш за Македонија, од аспект на тоа, нели, дека за многумина ова е јамка околу вратата и вие користите токму оваа реченица во дописот кој што е испратен денеска?
Апсолутно, ако предлогот не гарантира јазик, создава услови за условување во нашето напредување во преговорите преку прифаќање на бугарски барања, сега во рамки на ЕУ обланда и така натаму, апсолутно дека аргументот сега или никогаш не може да се употреби оваква ситуација. Станува збор за врвен стратешки интерес на земјата да обезбеди своја стабилност внатрешно и да обезбеди свој просперитет. Констелациите во Унијата се менуваат и постојано. Зошто не беше аргументот за време на германскиот или лисабонскиот предлог сега или никогаш? Затоа што тогаш не одговараше на Бугарија. Сега одговара на Бугарија, не одговара на нас. Зошто е сега аргументот сега или никогаш? Процесот на преговарање и како актерите, меѓународните актери гледаат на позициите на двете земји и каков притисок ќе наметнат, зависи од сигналите што ние ги даваме. Ако ние во старт видиме дека тие преговори се прифатливи, таа преваршам ке прифатлива за нас, тогаш апсолутно сите ќе гледаат да постигнат барем провиден и првичен успех на проширувањето со тоа што Македонија се одблокира, иако за жал тој провиден и првичен успех ќе имаат долгорочни, повеќегодишни негативни импликации кои што никој не ги постави. Договорот со Бугарија, каде што се зборува за заедничка историја, за ист народ, за воспоставување заеднички херои, сето тоа го направивме ние самите. И за тоа треба да се одговараат сите македонски политичари кои учествуваа во тоа, вели заеден он историчарот Тодорче Преганов. За него единствено решение е прекинување на договорот и здравје. Кога ќе бидат подобри услови, ќе можеме да продолжиме да работиме. Мислам дека сме владата и политичарите, ајде и државниот врв е влезен во некои игри без граници, во кои изгледа дека границата ќе биде кога ќе биде обезличен македонскиот идентитет, јазик, култура и прашањето е кого прават недоветни политичарите? Само пред некој ден сите и председателот, премиерот го прифатија, рекоа не на францускиот договор, за само по 2-3 дена Кобојаги, некој нов предлог од Франција, да ги предомисли и да речат да, овој договор, да, ово сега што ни се нуди е нешто сосема ново, ако гледаме дека самите странски експерти кажуваат дека тоа е погубен за Македонија и дека нема никакви промени. Договор што го даваат сега французите, тоа е по суштина бугарските барања завиткани во француски целофан, ни се нудат како француски десерт за да се прифати, со што македонците ќе го изгубат својот идентитет, јазик и култура. Не од веднаш. Меѓутоа тоа ќе трае со години, затоа што според оно што се нуди во францускиот предлог е смрт, меѓутоа полека, која што ќе трае со децении, за да на крајот резултатот биде оно што тие го посакуваат. А видите зошто реков, значи ово ќе трае со години. Ние не знаеме во суштина што се случува, после ќе бидеме изненадени. Мене ме чуди председателот вчера вели добар е договорот, меѓутоа ако нешто не е добро, секој момент ќе можеме да интервенираме. Тоа што велат германците мало бурген. А вие ако го прифатите, исто како што оние го подпиша политичари бугарскиот договор за пријателство и соработка со Бугарија, ај сега да видиме да го прекинеме. Гледате, они не можат и тоа да го направат. Нема едноставно како е бетониран јазикот. На нас не беше со преспанскиот бетониран идентитетот. Гледаме каде можеме да употребуваме македонци, македонско, сето тоа. И со оно што ни го бетонирале јазикот, со фуснота, во 21 век, некој да ви го негира правото на самоопределување и на јазик кој што го зборувате, срамота. Сметате дека подпишувањето на договорот за добрососедство всушност сами си пукавме во нога, дека е тоа
основата за сите проблеми сега? Па ја од на почетокот реков уште пред да се подпише дека тоа не е договор за добрососедство и пријателство, тоа е договор за непријателство и недобрососедство. Тој договор во суштина денеска врз база на тој договор ние ги имаме овие протокте француските, португалските, германски, не ти знам кој предлог што ни се дава, не знам докај сите може би европски земји треба да се изразат со твои предлози за решение за Македонија. Па тој договор е во суштината тоа што ни ги прави сите овие проблеми. Затоа што некој без да размисли подпишал дека со Бугарија имаме заеднички јазикот, имаме заеднички историја и дека јазикот уствари е лек на бугарскиот. И сега што сакате? Единствено решение, за што и се залагам постојано, е раскинување и на едниот и на другиот договор и да почекаме кога ќе се создадат услови да се почне работата како што треба во едни сосема нормални услови без негирање на идентитет, јазик, култура, сето тоа што на секој еден човек му припаѓа како цивилизацијски чин. Погазени се сите одлуки на Обединетите нации, на Европа сама си гази по она што го има усвоено. Мојот апел е прекинување, неприфаќање на францускиот предлог што е даден, затоа што тој со ништо не се разликува од претходниот, само има некоја шминка во некои семантички, во некои зборови, а другото се е исто. И со тоа нас ние ќе го имаме проблемот во наредните 10-20 години. Кога сакаат бугарите ќе ни стават сопка на патот кон Европската унија и тоа е зашто реков игра без граници во кој што границата ќе биде обезличување на се што е македонско.